Во Кочани почна протестот за трагедијата во која загинаа 59 лица, над 150 се повредени. Таму е Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Ниту оставката на градоначалникот Папазов очигледно не го смири револтот на жителите. Тања, денеска тага без, но она што можеме да кажеме овде на овој плоштад, иако има многу луѓе, никој не зборува, се слушаат само воздишките, се гледаат сулзите, приплакување помеѓу учениците кои учеле со оние што им загинале. Денеска овдека во Кочани сите луѓе во еден ред одаваат почит еден позади друг, се потпишуваат во книгата на жалост, палат цвеќе и оставаат цвеќе. Тие со порака ова никогаш да не се повтори и со самата уставка на градоначалникот вела дека тоа не е доволно, дека навистина треба да има одговорност и да се почитуваат законите. На овдека се во поголем број се собираат луѓето, ако од изутрината беа тие во болница да им дадат и поддршка на нивните пријатели и роднини, додека дава материјал за испитување на ДНК, кај и оние луѓе што немаше препознавање, тие денеска се сите овдека на плоштадот. Навистина тажна е сликата во Виница, тагува и времето, од време на време исто како луѓето прокапува по некоја капка дожд и потоа останува да биде сиво и тажно. Тука да ја слушнеме и анкетата од граѓаните. Дел од нив познав, тие малку постари генерации, некои од децата познав, кои што се средношколци, бивши наши ученици и навистина голема трагедија, не знам што да кажам, ова е прежално за сите нас, огромна загуба, ја изгубивме дел од нашата иднина, од нашата младина, која што требаше да биде дел од иднината на нашиот град. Има загинати во едното средно и во другото средно. Огромна трагедија. Не знам точна бројка. Господ да им даде мир во рајот. Ово више никогаш да не се повторе. Ово е многу голема болка не само за градот и за цела Македонија. Тие што се повредени нека ги дава само Господ да оздравеат, а другите Бог да ги просте. Болка највеќе за родителите, ама и за цела Македонија. Никош ово Кочани да не се повтори. Имаме многу наши деца загинати. Немам коментар. Градот ни е мртов. Немам коментар. Тања, најголемата трагедија е што дел од тие луѓе биле и по половина класови во гимназиите, инаку денеска овдека не работат гимназиите, училиштата, тоест таму се професорите, но не замина учениците. Ние остануваме овде и да кажеме дека има безброј репортери од сите соседни земји од Македонија. Се слушаме и со повеќе информации во наредните вести.